Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование од основното училиште Јосип Брз Тито од Валандово. И денеска ќе имам таа чест да ви помогнам да совладате одредени работи по предметот историја. Конкретно, денеска ќе зборуваме за ширењето на Римската империја на Балканот и во Македонија. И ќе видиме што е тоа што се случувало особено во периодот некаде околу 3 век пред нашата ера, па се до 1 век од нашата ера, и ќе видиме како и на кој начин римјаните се прошириле на Балканот и како во целина ја проширувале својата империја. Ако се сеќавате, кога зборувавте претходната тема за Римската империја, сигурно знаете дека во најголема мера освојувањата на римјаните се должат на добро организираната и добро извежбаната римска војска, која беше составена од римски единици наречени легии. Тие римски единици легии, како што веќе кажавме, беа дисциплинирани, добро извежбани и на тој начин представуваа најмокната војна формација во Европа во тој временски период. Исто така, да се надоврземе на тоа што претходно го имавте зборувано, да можеме да доловиме една слика, да видите како започнуваат римските освојувања. Ако се сеќавате, во тој временски период римјаните војуваат со градот Картагина во познатите пунски војни и своите интереси ги насочуваат на југ кон областа Сицилија, островот Сардинија и Средоземното море. Меѓутоа, ова е временски период кога на Балканот зајакнува државата на илирите, предводена од племето Ардеи или ардеиците, и ардеите, предводени од владетелот Агрон, ќе создадат една поголема држава. Како што гледате, ја гледате стрелката, ова е територијата која што е населена од илирските племиња, кои што зборувале на идентичен јазик, имале слична култура, јазик, обичаи и така натаму. Значи се работи за сродни племиња. Така ќе формираат една држава, предводена, веќе кажавме, од Агрон, и со самото тоа, бидејќи се наоѓаат, како што гледате, на бреговите на Јадранското море, почнуваат да воспоставуваат доминација на Јадранското море. Нормално, тоа им пречи на римските интереси и поради тоа започнува еден судир помеѓу римската држава и помеѓу илирите, кој ќе трае подолг временски период. Како што гледаме, можеме да заклучиме дека главната причина за војувањето на римјаните представува превласт над Јадранското море, меѓутоа и желбата на римјаните да се прошират на Балканскиот полуостров. Исто така, сакам да напоменам дека тоа што ќе го гледате на слайдовите, да го запишите во тетратката, па така, ќе ви биде полесно уште повеќе да го совладате материјалот. Инаку, во историјата постојат или се случиле вкупно 3 илирско-римски војни. Од прилика се случиле околу 229 година пред нашата ера и ќе траат се некаде до 167 година пред нашата ера. Веќе ви кажав, во овој временски период зајакнува државата на ардеите, меѓутоа после смртта на Агрон државата ја наследува неговата жена, кралицата Теута, и така Теута ќе биде таја која што ќе војува против римјаните во таа прва илирско-римска војна. Римјаните ќе ги поразат илирите и илирите ќе бидат принудени да прифатат услови такви какви што ќе им бидат наложени. Во втората илирско-римска војна ќе војуваат повторно римјаните против илирскиот владетел
Димитар Фар или Димитар Фарски, повторно римјаните ќе победат и последната војна, позната како Трета Илирско-римска војна, се случила во периодот од 171 година до 168 година, кога на чело на илирите стоел познатиот крал Генти, кој што ќе биде поразен и така илирите и дефинитивно ќе потпаднат под римска власт. Но она што е најбитно е тоа што римјаните воспоставуваат целосна контрола над Јадранското море, меѓутоа и создаваат база за понатамошни римски освојувања. Што значи сега? Римјаните имаат простор од каде што можат да делуваат и да ја прошируваат нивната територија. Но, амбициите на, ќе ја вратиме повторно првата карта, меѓутоа, амбициите на римјаните не застанале тука и така, ја пратите стрелката, гледате дека во овој временски период на територија на Балканскиот полуостров посебно се истакнала државата Македонија. Иначе, ако се сеќавате, кога зборувавте за Александар и за распадот на неговата империја, сигурно кажавте дека во тој временски период империјата ќе се распадне на 3 поголеми држави: Македонија или Македонското кралство на чело со династијата Антигониди, Египетското кралство на чело со династијата Птолемаиди или Птоломеи и државата на Селеукидите на чело со владетелот Селеук. Како што гледаме, Македонија успеала на чело со владетелите, почнувајќи од Антигон, Гонат, Филип Петти и така натаму, успеала да ги прошири своите делови и да завземе делови од Хелада, делови од Епир и делови од Тракија. Така представувала една сериозна држава и тоа било мамка римјаните да сакаат да дојдат и да освојат територијата на Македонија, да ги исцрпат нејзините природни богатства, меѓутоа и да воспостават целосна доминација на Балканскиот полуостров. Судирот помеѓу македонците и римјаните ќе започне некаде околу 215 година и ќе трае до 167 година и во историјата помеѓу Македонија и помеѓу Рим се случиле вкупно 3 римско-македонски војни. Првите 2 војни ги води кралот Филип Петти, додека третата ја води последниот македонски крал Перси. Треба да се напомене дека во првата римско-македонска војна практично нема победник, меѓутоа, она што е најважно, римјаните ќе успеат да ги сопрат плановите не само на македонците, туку и на картагинците. Бидејќи во овој временски период македонците и картагинците склучиле сојуз против римската држава и замислата била да се спроведе воени операции на Апенинскиот полуостров и така Рим да биде поразен. Меѓутоа, римјаните уште од тогаш почнувале да се раководат според девизата раздели па владеј, па затоа успеале на своја страна да соберат поголем дел од државите на Балканскиот полуостров, така на своја страна ќе ги земат грците, предводени од Спарта или познатиот Ајтолски сојуз. Тука ќе бидат Пергамското кралство и нормално тука ќе бидат и некои епирски и илирски племиња и така против владетелот Филип Петти се создала една навистина голема коалиција. Оваа војна Филип Петти ќе ја изгуби, не доаѓа до некои посериозни територијални поместувања, но она што е битно, се осуетени и се спречени намерите на Македонија и на Картагина да ги спојат своите војски на Апенинскиот полуостров. Во втората
римско-македонска војна. Повторно Филип Петти ќе војува против Рим, меѓутоа, за разлика од првата римско-македонска војна, во оваа втора римско-македонска војна имаме директно учество на римската војска против македонската и римската војска дури ќе успее да стигне до областа Линкестида, тоа е околу денешната територија на областа Пелагонија, кај градот денешен Битола, кај Хераклеја, ќе успеат дотаму да стигнат и ќе се случи една позната битка, битката кај Кинос Кефале, каде што Филип Петти ќе биде разбиен и после оваа битка ќе биде принуден да склучи договор, со кој договор Македонија ќе мора да се повлече од сите територии кои што ги освоила надвор од територијата на Македонија, но и да намали својата војска на само 5000 војници. Филип Петти бил мудар крал, бил добар крал и затоа сакал да најде начин како да им се спротивстави на римјаните, па поради тоа тој ќе направи една стратегија, една тактика, каде што тие 5000 војници константно ќе ги зголемува, односно ќе обучи 5000 војници, ќе ги испрати дома, ќе обучи други 5000 војници и така сакал да ја зголеми војската, бидејќи и самиот бил свесен дека кога тогаш мора да дојде до конечен судир помеѓу двете држави, меѓутоа тој тоа нема да го доживее, а тоа ќе го доживее неговиот син Персеј. Така, во 171 година се случила третата голема војна помеѓу македонците и римјаните. Клучна за оваа војна ќе биде битката кај Пидна, каде што Персеј ќе биде декласиран и покрај добрата геостратешка положба која што ќе завземе таму на една висорамнина кај градот Пидна, меѓутоа ќе биде катастрофално поразен, Персеј ќе избега, но ќе биде фатен и ќе биде однесен во Рим, каде што до крајот на неговиот живот ќе биде во затвор. После оваа битка Македонија и дефинитивно ќе потпадне под римска власт. Сега, еве ви го Филип Петти, ова е монета една од Филип Петти, да видите како изгледал неговиот лик. Веќе знаете дека македонските антички кралеви имале обичај да коват монети со сопствениот лик. Ова ви е последниот македонски крал Персеј. Сега, после завземањето на Македонија страна на римската држава, Македонија ќе биде поделена на 4 дела. Тие биле на некој вид автономни области и, например, се зема еден дел каде што најголем град е Пелагонија и тој дел е посебна управа. Втор дел, така поголем, со своја посебна управа, бил делот околу градот Амфипол и поголемиот дел од околината. Имала една управа со центар во градот Тесалоника или денешен Солун и имала уште една управа со центар во градот Пела. Така биле формирани 4 посебни области од територијата на Македонија и значајно за сите овие области е што не смееле и економски и политички да соработуваат. Замислете, дури биле забранети да се склучуваат бракови помеѓу жители на 4 различни области. Секоја од овие области била принудена да кова сопствени пари, така политичкото и економското единство комплетно ќе биде на некој начин задушено и политичкото и економското единство практично ќе биде уништено. Со тоа Македонија ќе биде поделена, но за да добијат некои симпатии кај македонците,
римјаните ги намалиле даноците за пола и се што требало да направат македонците е да почитуваат римската власт. Меѓутоа, Македонија е територија која што повеќе од 9 векови имала своја собствена држава и не трпела други управници на нејзината територија. Затоа, во 148 година ќе биде кренато востание на чело со Андриск, кој се преправал дека е син на последниот македонски крал Персеј, и така Андриск се представил под името Филип, затоа во историјата е познат уште како лажниот Филип. Андриск ќе собере голема војска, меѓутоа во 148 година ќе биде поразен, востанието ќе биде задушено и за жал не успеало, а Македонија ќе биде претворена во провинција. Односно, Македонија ќе биде првата провинција на Балканот. Што значи провинција? Допред да се претвори Македонија во провинција, не постоеле, да кажам, тука римски чиновници кои што доаѓале да го собираат данокот, ниту пак постоела римска војска. Меѓутоа, после ова востание, римјаните донеле своја војска, свој административен апарат, своји службеници, чиновници и така натаму, и на тој начин Македонија ќе биде комплетно под директна римска контрола, и тоа ќе биде така многу долг временски период. Освен во Македонија, востание било кренато и на другите делови од Балканскиот полуостров, па така една година подоцна хелените кренале востание во градот Коринт, кое за жал ќе биде задушено. Меѓутоа, што е најважно да се знае? Најважно да се знае дека хелените доцна ги освоетиле намерите на римјаните, доцна сватиле дека и римјаните сакаат да ги освојат, и исто така, нели, треба да се напомене дека ова нивно задоцнување и нив ќе ги кошта слобода, односно ќе ги чини слобода, па така и римјаните за кратко време ќе бидат поразени и ќе бидат под директна римска контрола. Најголемо востание ќе кренат илирите во првиот век, односно некаде од 6 до 9 година. 3 години ќе трае востанието. Начело на востанието ќе биде владетелот Батон, кој за негова несреќа и жал ќе биде поразен, востанието ќе биде задушено и со тоа римјаните ќе воспостават целосна контрола над Балканскиот полуостров, а таа целосна контрола ќе кулминира со освојувањето на владетелот Трајан, кој ќе стигне дури нели до областа Дакија. Така можеме да видиме дека Балканот целосно ќе потпадне под римска власт. Од прилика тоа е тоа. Јас се надевам дека ова што го зборувавме дека е јасно, дека ги запамтивте работите и дека ќе нема проблем да ги совладате. Од прилика тоа е тоа за оваа лекција. Мене беше мило ако успеав барем малку да ви помогнам.